Овде позади мене е зградата каде што во моментот се наоѓаат премиерите, министрите, вице-премиерите, сите оние кои што потпишуваат договори. Според последните информации кои што ги добивме, потпишан е договор за формирање на транспортна заедница на земјите од Западен Балкан. Како што спомена и ти во најавата, пресконференција одржа и италијанскиот премиер Паоло Джентилони, кој што меѓу другото ги соопшти деталите околу тоа што се случуваше во Трст денеска и околу можноста за тоа кои се проекти ќе ги финансира Европската унија. Токму ова беше и мотото на самитот за екнување на регионалната соработка на земјите од Западен Балкан, самит Европска унија Западен Балкан. Според неофицијалните информации кои што ги има телевизија 24, најголем дел од колачот кога станува збор за грантови, веројатно ќе добие Македонија, меѓутоа се уште немаме официјална потврда, значи станува збор за грант нешто повеќе од 50-60 милиони евра. Овде исто така се споменуваат суми од стотици милиони евра кои што ќе треба да ги добиеме како кредити и сето ова за подобрување на инфраструктурата. Ако може така да се каже, веројатно Македонија најмногу доби од самитот во Трст, но велам се ова неофицијални информации, очекуваме официјално ова да го потврди и премиерот Зоран Заев, а овде и вице-премиерот Андјушев, министерот за транспорт Сугаревски, министерот за надворешни работи Никола Димитров. Затоа велам се ова неофицијални информации, меѓутоа најверојатно ќе бидат и потврдени. Во кратки црти идејата на Европската унија е финансиски да му помогне на Западниот Балкан со повеќе од милиарда евра до 2020 година, при што значителен дел од тие пари би биле неповратни средства. Со овие пари балканските земји би развивале инфраструктурата, овде сте патишта, мостови, но и други сегменти. Секако овде и енергетиката меѓу другите. На маргините на самитот македонските представници и премиерот Зоран Заев пред малку оствари средба и со германската канцеларка Ангела Меркел. Немам информации за што е разговарано, ниту пак беше дозволено да се направат инсерти од страна на медиумите кои што овде го следиме самитот во Трст. Претходно Заев оствари билатерална средба со албанскиот премиер Еди Рама, но и со неговата српска колешка Брнабич. Очекуваме потпишување на конечниот договор од она што се случува овде на самитот Европска унија Западен Балкан. Да повторам, македонската делегација ја предводи Зоран Заев. Најверојатно според неофицијални информации, веројатно Македонија ќе добие голем дел неповратни средства, грантови кои што ќе треба да се искористат за инфраструктура, но и пари кои што ќе треба да ги користиме како кредити, но сето тоа за изградба на патишта, мостови и на други сегменти. Реков, ова е зградата позади мене каде што во овој момент се потпишуваат договорите. Самитот во Трст го следеа огромен број новинарски екипи, да потсетам, овде беше и европскиот крем, Ангела Меркел, Макрон, францускиот председател, италијанскиот премиер исто така. Овде Могерини, овде Јоханес Хан, споменав многу новинарски екипи, силно полициско обезбедување во Трст, но полека се попуштаат стегите и раздвиженоста во Трст е веќе евидентна.